Тоа е точно за време на избори, но и пред избори и секогаш. Затоа што ние имаме повеќе телевизиски куќи, поготово националните телевизиски куќи, политички емисии кај што наводно не се плаќа, можеш да бидеш поканат, тука не е тоа реклама, кога се рекламира сигурно ќе си платиш и така треба да биде. И ние сме блокирани и мене ми е драго што еве излезе еден подкаст квалитетен кој што сака просто кажано да дозволи граѓаните, политичките партии, председателите и нивните членови да дојдат на овој подкаст и ако имат нешто да кажат, да понудат идеи како да ги решиме овие проблеми. Ви благодариме, но вие во Америка, ако не се лажам, сте живееле 3 децении. Вие сте дипломиран економист. Во Америка сте имале 2 фирми за филм. Така да имате големо искуство околу економијата, би рекол. И знаете како функционира Америка, посебно на тој бизнис план. Како би решиле ситуацијата, економската ситуација во Македонија? Видете, многу едноставно. Ако погледнеме сите развиени држави во светот, имаат една и единствена цел, да имаат врвна економија. Да имаат врвно производство, врвни иновации, врвно образование, врвни научници, иноватори. И тука се финансира од страна на државата и се разбира приватен капитал и целта е да се произведе нешто. Дали е нов производ или е стар производ кој ќе се усоврши. Значи, секогаш, ако во една мојна држава, еве ќе ја спомнам, пример, ќе спомнам Печес да биде, се разбира, Соединетите американски држави, можем да спомнам Германија, Русија, Кина, Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, Турција. Значи ги спомнувам овие држави каде што тие имаат свое производство, имаат научници, врвни научници и повеќето научни достигнења, дали тоа е во медицината, дали е тоа во индустрија за коли или индустрија за авиони, доаѓа од кај нив. Толку ли е тешко само да се пресликаат успешните модели од овие светски земји? Да се преслика тука кај нас барем нешто слично? Не е воопшто тешко, затоа што ние за жал 33 години до како независна држава на власт доаѓаат луѓе, прво се неспособни, второ немаат визија, трето имаат она што го јас викам чувство да не се работи, да не се изработи позицијата министер на не е битно на што директор или премиер или председател. Важно е да се земи плата, ако може на некој тендер, некој од овие луѓе да украдат некој динар, да го испразнат нашиот народен буџет. Целта му е нивна, но најважно по моје мислење што треба е ние како граѓани, како гласачи треба да мислиме пред да одиме на гласање. Прво треба да дознаеме биографија на тие луѓе што би требало да ги гласаме. Кои се тие луѓе? Каков успех имаат во последните 20-30 години? Ние не можеме да гласаме, нека извинат младите за млади деца 25-30 години и да ги правиме премиери и министри или не знам што, кои што немаат доволно искуство во живото, работно, животно и така натаму. И исто да видиме тие луѓе дали имаат афинитет да работат вредни или имаат афинитет да крадат, да лажат. Имавме градоначалник во една од скопските општини кој лично знам дека луѓе го чека пред врата, а он играше Дота на компјутерот, така да на жалост до некаде би се сложил. Видите, да завршам мислата околу економијата, ние како демократи едно велиме. Значи пак ќе кажам и секојаш го кажам, во нашата програма имаме зацртано секоја година наредни 10 години да се инвестира по 2 милиарди евра во економијата, во капитални проекти, за нас капитални проекти се фабрики, производствени погони, електрани и туризмот се разбира, земјоделството, да се изградат фабрики, мини фабрики,
помали фабрики кои што ќе ги преработуваат земјоделските производи и така натаму. Сакате да кажете државата да изгради фабрики? Државата заедно може и во соработка со приватниот капитал, тоа се вика партнерство, значи, и што е многу важно, ако нема кој да вложува во оваа држава, ние не можеме да чекаме луѓе да доаѓаат од странство и да вложуваат и да ни отварат фабрики. Еве зошто ги направивме овие индустријски зони, наводно да привлекуваме капитал, да отварат производствени погони. Дали се доволно индустријските зони? Ма не е тоа, не се доволно, тие се тотално недоволно, видите само една работа. Ако ние се оставиме некој друг од светот да доаѓа, а тие доаѓаат, да ви кажам зашто доаѓа, затоа што тука е поевтина работната снага, мисля дека ќе направат повеќе профит. Но независно, нека доаѓаат, тие се добродојдени, имаме случаи како во Битола има 6-7 илјади вработено во Кромберг и Шубрет и други места, други градови каде што се вработуваат луѓе. Јас немам против да доаѓа странски капитал, но ние треба да сватиме дека нашата држава треба да вложува 2 милиарди евра и со приватниот капитал во партнерство, или ако нема, тогаш ние ќе го правиме тоа. Ние немаме централи за производство на електрична енергија. Зошто, например, како Чебрен што е, ние не инвестираме тој наш да биде, на граѓаните, на народот? Зар треба стално некој приватен капитал да биде инвестиран за нешто да правим? Јас зборувам, не можеме ние да земаме кредити од 500 милиони евра или 5 милиарди евра или милиарда евра и да ги даваме тие пари по општините на неспособни градоначалници и советници. Еве ќе изградат некоја тротоарче како секоја што викам, некоја улица и некоја градинка и ние така ќе одиме напред. Па луѓе, јас како дипломиран економист и знам зошто Америка, зошто Германија, зошто Кина, зошто Јапонија, зошто Јужна Америка оди напред. Имаат производство. Во сите овие држави, ако погледаш, пример, индустријата за коли, Германија има светски брендови. Јужна Кореја, Америка, Кина се почнува да ваѓа неверојатни производи. Значи, ние не можеме да одиме напред без производство, поточно без инвестирање во економијата. Без економија нема ни да имаме образование, бидејќи ќе немаме пари да инвестираме, нема да имаме здравство, нема да имаме пензии, нема да имаме ништо. И на крајо нема да креираме нови вработување кои што ќе можат младите и повозрасни стручни кадри да се вработат и да заработуваат по високи плати, поголем стандард. Кај ќе ги вработиме? Како досега, ќе ги вработуваме во државните институции. Па нема веќе место. Не само што нема веќе место, и тие еден ден ќе почнат да ги бркат, а и за нив се чувствувам жалосно и ги жалам, бидејќи тие се едни обични луѓе кои што се вработени за 25-30 илјади, со тие пари не можеш да живееш во Македонија. Нова скапотија, кои што се уценети, мораш да гласаш, мораш да не слушаш, тие, јас, како што кажав, ги жалам тие луѓе. Значи, нас ни треба државата да почне да инвестира во капитални проекти. Така. Кажете ми, како може да се реши проблемот со астрономските цени за недвижности? Што ги потикнува, да кажам, во моментов, значи, цените дојдат до плафон? Тоа е нешто страшна работа. Денеска човек, ретко кој може да си купи стан без кредит. Како вие би го решили овој проблем? Пред да кажам како ние, нашата програма на Демократи, би го решил овој проблем, сакам да кажам причината зошто ние дојдовме до овој проблем. Јас читам, гледам, имам пријатели кои што сакаат да купат стан во Скопје, Битола, Тетово, не е ни битно каде. Так. Становите во Скопје, новите станови отидоа преку 2800 евра по квадрат. Светски цени во сиромашна земја. Точно, светски цени во сиромашна земја. За жал, ова не се случува од повеќе причини, ќе спомнам неколку. Една од причините се општините. Општините и државата, можем да кажам, сега зборувам за општините. Кога одиш да правиш една куќа, еден пример ти ја земам од 200.000 евра или 100.000 евра куќа, тие огромна сума на пари ти земаат плюс за комунали.
Комунали, што значи комунали? Значи да имаш пристап до канализација, до вода, до електрична енергија, да имаш пристап до пат. Ние секојаш плаќаме пари за струја, секојаш плаќаме за канализација, секојаш плаќаме